А не е ништо страшно и доколку имаме тегоби, здравствени проблеми, температурите се променливи, 40 степени денес и утре, 35 степени во среда, 32 степени Целзиусови во четврток. Сето ова води до зголемен број интервенции на екипите на брзата помош поради високите температури. Како помина викендот во однос на интервенции, кои се советите на лекарите, кои што исто така најчесто ги даваат на телефон, а истите се барани од пациентите на дежурните телефонски броеви. Ја прашуваме колешката Кристина Талевска Големтеова. Кристина, добро утро. Ете, сите со различни тегоби, пред малку имавме матичен доктор во студиото, некои проблеми со дишењето, како например јас кога имаме високи температури, некои со главоболки, некои со несоница, замор и така натаму, па те оставаме во следниве минути да ги дознаеме и деталите од Скопската брза помош. Токму така, Ваня, сите различно реагираат. Најпогодени генерално од високите температури се хронично болните, бремените жени и децата, но и оние кои што работат на отворено. Високи температури ќе имаме и во текот на денешниот ден, но на што најмногу се жалеле граѓаните изминатиот викенд, колкав број на повици доби итната медицинска помош, имаат ли зголемен обем на работа и меѓу другото колку овие високи температури и летото кое што многу често е период во кој што се работи со намален капацитет на човечки ресурси, а ист обем на одговорност влијае на појава на бърнаут синдромот. Сите овие прашања ги поставуваме до раководителката на итната медицинска помош Анита Димовска. Добро утро и благодарам прво за одвоеното време за разговор во Македонија наутро, иако знам дека од старт на денот имате полни раце работа. Имаме високи температури и денеска, често знаеме да кажеме, климатските промени го земаат својот данок. Колку здравието на нашите граѓани се вбројува во данокот? Добро утро пред се до вас и до вашите гледачи на емисијата Македонија наутро. Како што кажавте, нашата работа започнува, тоест не престанува 24/7, значи постојано имаме повици во службата. Најчесто овој период се однесуваат на промена на крвниот притисок и хронично болните, меѓутоа и кај здрави лица кои што навидом немаат проблеми со крвниот притисок, најчесто тоа оди до намалување, односно снижување на крвниот притисок. Повеќе од интервенциите ни се на јавно место овој период, доминираат колапсите од типот на влошување на здравствена состојба на јавно место, меѓутоа голем дел од интервенциите и ни се сообраќајни незгоди, а тоа се однесува на викендов претходниве 2 дена, значи од петокот навака, тоа е типот на интервенциите со кои што ние се соочуваме како тимови. Споминавме и денеска имаме високи температури и вашите тимови се постојано на терен, па ајде да ни пренесете малку и од сликата во однос на тоа што гледаат вашите колеги. Што значи прва доктор Димовска се работи на плюс 35 Целзиусови степени на отворена? Така, иако ги даваме сите препораки како треба на високи температури да се однесуваме, да не излегуваме од 11 до 17, тоа за нашите вработени не важи, затоа што секој повик за итна интервенција кој што е најчесто во на јавно место, како што кажав, е сепак на отворено, на сонце, кога е студено времето на дожд, значи нашите на снег и на мразови, така да нашите вработени се секогаш изложени на температурните промени. Секако дека тоа реперкуира и кога интервенираме во домовите на граѓаните, затоа што во возилата, да кажеме, е климатизирано, студено, меѓутоа кога излеземе надворе топло, значи сето тоа и се одразува индиректно и врз здравието на нашите вработени. Што гледате меѓу другото на терен? Се научивме ли како граѓани да ги почитуваме оние препораки кои што неколку пати ги кажуваме и ние во текот на емисијата, и од друга страна се научија ли работодавачите да ги штитат своите работници на работните места? Секојдневно апелираме и вие како медиуми, и ние како медицински лица за препораките на кои што треба граѓаните да се задржуваат, меѓутоа има исклучоци, значи сепак имаме колапси на јавно место кои што па и во институции, во фирми, во маркети, продавници и така натака. Значи најразличен тип на интервенции се
најчесто од нив се средуваат и на лице место, тоа се моментално за среќа колапси, губење на свест, кои што дали ќе биде по интервенција на случајните минувачи, пружање на прва помош, па додека да дојдеме се средува, или ако тоа го следиме и на телефон, може би да се среди на лице место. Меѓутоа голем дел од нив, помал дел всушност, се транспортираат и до најблиските болнички установи, каде што во моментот состојбата не е подобрена. И кога имаме препораки за заштита од топлотен бран, многу често знаеме да прочитаме дека тоа не важи за вработените во критичната инфраструктура и за оние во јавните предпријатија. Ние и вие мораме да работиме. Има ли доволно тимови кои што можат во моментов да работат на терен? Колку во моментов работите во итната медицинска помош, бидејќи дел од нив се на одмори секако? Така, во моментов располагаме со 5 до 6 тимови кои што се неуморни на терен, кои што постојано работат и се постојано излезени во текот на целото деноноќие. Во ова е во летниот период, меѓутоа ништо подобра не беше сликата ниту во претходниот временски период. За среќа дел од нашите вработени не отидоа сите на годишен одмор, па така можевме да направиме една екипираност дури и до 6 тима, што за нас сепак е, да речам, многу, а за градот е премалку. Но не е единствената алка која што во моментов работи со намален број на работници. Каде да пројдеме во било која компанија, дел од работените се на годишни одмори, но врските се тие, а мора да се извршуваат со оние кои што во моментов се на работа. Колку сето ова во летниот период придонесува, доктор Димовска, за појава на бърнаут синдромот кај нас кои работиме он? Така, бърнаут синдромот е една појава на емоционална, психичка и физичка исцрпеност на самиот организам како резултат на постојан, на подолготраен професионален стрес, така што сето тоа индиректно се одразува на сите оние вработени кои што подолго време се под таков стрес, вклучувајќи ги и нашите вработени кои што не се исклучени од сето тоа. Тие се подолг период изложени на овој синдром затоа што сме принудени и да во слободните денови се повикуваат од дома за да се потполнат нели оние тимови, да се направат и 26 тима или 5, зависно од денот. Меѓутоа, сепак треба да имаме еден начин да се справиме со тој бърнаут синдром. Кој е тој начин? Сепак начинот е индивидуален. Секој индивидуа различно се справува со тој синдром. Земејќи во обзир дека како негативна последица доведува до една емоционална нестабилност, анксиозност, можеби и до агресивност, една некритичност према сам себе и према колегите, па и према семејството. Сепак треба да сами си најдеме еден заштитен модел за да се одбраниме од тој бърнаут синдром, односно да ја канализираме таа негативна енергија во една позитива, да направиме сами да се одбраниме во тоа кога сме дома, да го разграничиме професионалното од она што е домашно и семејно, за да не би страдали индиректно и членовите на нашите семејства. 8 часот и речиси 25 минути, пола од тимовите се веќе на терен, добивте неколку повици од рано изутрена. Што ги советувавте вие вашите тимови пред да излезат на терен? Значи секогаш треба да ги советуваме и да не ги советуваме, работните уврски се тие што мора да се излезе и на сонце, мора да се излезе. Повеќе би ги советувале оние граѓани каде што треба да се интервенира за да и нашите вработени нема потреба да излегуваат барем овој период кога навистина температурите се енормно високи. Благодарам за разговорот и одвоеното време во утринската програма на МТВ. Ви благодарам и вас. Остануваат секако ване препораките. Плюс 41 спомена неколку пати и во денешното издание на Македонија наутро, тенка и светла облека, многу течности во текот на денот. Тоа не е единствениот спас во моментов.